Новиот бранд санкции од Европската унија и САД кон Русија нема да предизвикаат енергетска криза во Македонија, додека светот стравува од криза во енергетскиот сектор и зголемување на цената на нафтата и гасот. Владата на Македонија ги следи случувањата и работи на тоа граѓаните да не го почувствуваат ударот од санкциите кон Русија. Премиерот Христијан Мицкоски уверува дека Македонија нема да се соочи со криза, а како пример ги посочени од амнешните ремонтни активности на гасоводот кога топланите работеа. Нема да има. Мислам дека сме подготвени и ова дамна го антиципиравме. И заедно работиме со дел од портфолијата во рамките на владата за да тоа не се случи. Така што знаете, имаше и ремонтни активности на гасоводот кои што ги потпишала претходната влада во заминување уште кога беше, па не останавме без газ, односно топланите работеа. Така што сите овие работи ги антиципираме, но нормално е дека за работи кои што се тековно работење на владата не треба да ја оптеретуваме јавноста со такви ситници. Инаку, Европската унија одлучи да го забрани увозот на руски газ во ЕУ од 1 јануари. Ова одлука го вклучува и транзитот на таа енергија низ ЕУ до трети земји. Регулативата за ставање крај на зависноста од руската енергија со целосна забрана ќе стапи на сила од јануари 2028. При тоа ќе продолжат да важат постоечките краткорочни договори склучени пред 17 јуни годинава, кои ќе се спроведуваат до јуни до година, а долгорочните договори до 1 јануари 2028 година. Сепак, Македонија нема да претрпи многу бидејќи нема голема потрошувачка. Дополнително, изградбата на интерконекторот со Грција треба да придонесе Македонија да се снабдува со количини газ од друго потекло. Истовремено, Русија доби санкции од САД. Американскиот председател Доналд Трамп за прв пат во неговиот втор мандат воведе санкции против Русија, насочени кон компаниите Лукойл и Роснефт. Трамп изјави дека санкциите се насочени кон најголемите руски нафтени компании со цел Москва да биде ставена под притисок и да се согласи на разговори за мир во Украина.